На 10 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе и во минутите посветени на здравјето зборуваме за бубрежните заболувања со оглед на тоа дека минатиот четврток по 19 пат во Македонија беше одбележан светскиот ден на бубрегот. Податоците говорат дека во Македонија има 1540 пациенти на дијализа, најмладиот пациент на дијализа има 4, а највозрасниот 92 години. Но тоа не се само бројки, туку човечки судбини и токму затоа на таа тема денеска зборуваме со доктор Вангелка Ковачевска-Шавреска, субспецијалист нефролог во специјализираната болница за нефрологија Струга и Бранкица Размоска, млада девојка која што е пациент на хемодијализа. Најпрво ви благодарам што одвоивте време да дојдете денеска да зборуваме за оваа важна тема. Доктор Шавреска, кажете ми колку кај граѓаните постои дисциплина за навремени прегледи со цел превенција, рано откривање на бубрежните заболувања и кои се ризик факторите? Ви благодарам за поканата на почеток. Еве ќе кажам дека во нашиот регион, благодарение на постоењето на нашата болница, специјализираната болница за нефрологија, позната во народот како дијализа, постои од далечната 1984 година, а првата хемодијализа е направена во 1978 година во рамките на интерното оделение во Струга. И во нашата болница од 84-та наваму гравитираат огромен број на пациенти од целиот југозападен регион, значи тоа е една голема бројка на пациенти, а ние работиме од превенција до следење на хроничната бубрежна болест и вклучувајќи ги сите начини на лекување на истата, хемодијализата како основна дејност на болницата. Само за пример ќе спомнам дека правиме над 15.000 хемодијализи годишно, така да тоа е една голема бројка на дијализи на републичко ниво. Веднаш сме после клиниката за нефрологија. Колку се пациентите дисциплинирани и колку водат грижа за нивното здравје и за превентивните прегледи, мислам дека токму и постоењето на оваа болница и она што се прави за бубрежните болни во нашиот регион влијае на јавувањето на нашите луѓе, на нашите жители тука на превентивни прегледи. Истовремено превентивните прегледи во последнава деценија се навистина во поголем број и благодарение на вас медиумите, а и на работата на лекарите, кои што заеднички ние лекарите од повисоките нивоа на секундарна здравствена заштита соработуваме со матичните доктори, така да пациентите сепак имаат одредена навика да се јават на превентивни прегледи, иако треба уште да се работи на ова поле. Сега, најчестите ризик фактори кои што водат до прогресија и до јавување на хроничната бубрежна болест се истите оние ризик фактори кои што најчесто водат до основните причини за јавување на хроничната бубрежна болест, а тоа се шеќерната болест, односно дијабетот и покачениот крвен притисок, односно хипертензијата. Тоа се болестите кои што, за разлика од минатото, денес и кај нас и во светот, се во највисок процент причините за јавување на хронична бубрежна слабост, односно хронична бубрежна инсуфициенција. Значи, оние ризик фактори кои што водат до хипертензија и дијабета, тоа се неадекватна исхрана, дебелина, прекумерен внес на сол, немање физичка активност, пушење. Сето тоа води до нерегулиран крвен притисок, до нерегулиран дијабет и јавување на хронична бубрежна болест. Многу е важно дека токму хроничната бубрежна болест е тивка болест. Болест која што во раните стадиуми не покажува никаква симптоматологија и обично пациентите доколку не се јавуваат на лекар, кога ќе се јават остануваат зачудени од она што ќе го добиеме во нивната лабораториска или уринарна анализа.
Така, кажете ми што покажува вашата пракса откако болеста е веќе настаната, колку бубрежно болните пациенти во Македонија имаат современа терапија и колку македонското здравство има предизвици на таа тема? Пациентите со хронична бубрежна болест имаат пристап до современата терапија за намалување на прогресијата на оваа болест, имајќи во предвид дека живееме во еден отворено општество, на отворени граници. Меѓутоа, тие лекови кои што делуваат на успорувањето на хроничната бубрежна болест, за жал во Македонија не се на позитивната листа на Фондот за здравствено осигурување и не е само достапноста, значи проблем, вие ќе ги набавите по високи суми, тие се на вистина скапи лекови, меѓутоа не се на позитивната листа на Фондот за здравство. Затоа ние лекарите постојано апелираме, и не само ние лекарите, и бубрежно болните пациенти од Сдруженијата на бубрежно болните пациенти, да се изврши влијание врз институциите, врз Министерството за здравство, врз Фондот за здравствено осигурување, овие лекови да бидат ставени на позитивна листа на Фондот за здравство, со цел да бидат подостапни за нашите пациенти, подостапни за сите оние кои што имаат потреба од нив, и со тоа да намалиме и прогресијата на хроничната бубрежна болест, а и секако и државата би имала многу голем бенефит, затоа што цената на дијализата е многу повисока отколку цената на овие лекови кои што би биле ставени на позитивна листа на Фондот за здравствено осигурување. Така, вие важите за еден исклучително посветен лекар и тоа не е тешко да го заклучам со оглед на тоа дека е струга на вистина мало место. На почетокот на емисијава, кога ја најавив, добив неколку пораки во кои што луѓе на кои што сте им помогнале, не само здравствено, туку и човечки, ви испраќаат, една од пораките беше дека ви испраќаат многу благослови и верувам дека ништо не е поголема награда од тоа што јас ви го кажав денес и тоа што предпоставам го доживувате во секојдневниот живот, но колку имате моќ и можност да им дадете надеж на пациентите кои што се на хемодијализа за кадаверична трансплантација и што се треба да се направи за да се зголеми бројот на трансплантации од починат донор, затоа што вака останува само на свеста на семејството на донор. За еден лекар е најважно мислењето на пациентот. Оно што е најголема награда за нас лекарите е токму да имаме задоволен пациент пред себе си, така да мене многу ми значи мислењето на пациентите и нивната грижа, мојата грижа да едноставно да биде дел за нивното унапредување во нивното здравје. Трансплантацијата е светла точка за пациентите на хемодијализа, особено за помладите пациенти и можност за нивно комплетно рехабилитирање и враќање во општеството како корисни единки на тоа општество. Кај нас во Република Македонија се направени вкупно 502 или 503 трансплантации. На почетокот тие трансплантации, најголем број од нив се од живи дарители, односно така наречени living donor трансплантации. Меѓутоа, и во минатото имало, а и сега во последно време, се зголемува бројот на кадаверичната трансплантација, односно трансплантација од мртв дарител, кои што, значи, се даруваат органите од мртви донори после настанување на мозочна смрт кај истите. Македонија, иако е мала земја, има доста позитивно искуство во областа на трансплантацијата и од сродни и од несродни дарители, така да моето мислење на оваа тема, а и на голем број од моите колеги е дека ние максимално треба да работиме на подигнувањето на свеста кај луѓето за органодарителство. Тоа секој ние лекарите членуваме во овие, да речем, здруженија. Здруженијето Нефрон на бубрежни болни исто така е многу активно во оваа област.
Така да со промовирање на органодарителството и работење на таа проблематика, мислам дека би се постигнало многу. Со зачленувањето во меѓународните асоциации за органодарување, како што е Евротрансплант, би исто така многу би добиле, како една членка, например Македонија на Европска Унија, достапноста до органи со зачленувањето во овие институции би била многу поголема. И исто така мислам дека битно е и значајно, имајќи го искуството на други земји во оваа област, да се вклучат и верските заедници во подобрувањето на можноста за органодарителство, особено што мислам дека не постои ни една религија во светот која што е против органодарувањето. И би сакала тука да го кажам дека значењето на ова органодарителство е едно многу важно добро дело во кое што буквално смртта дарува нов живот. Да, и ова идеја со верските заедници ми звучи неверојатно добро, затоа што еве, сите тие здруженија кои што постојат, сето тоа е некако очекувано да се подигнува свеста, ова со верските заедници навистина ми дојде како идеја која што навистина многу ќе влијае, затоа што имаме еден период, добро сега може како личен став ке звучи, некако се полошо и полошо живееме, а се повеќе и повеќе имаме верници, па не знам, социјалните мрежи се претворија во места за икони. И тоа некако не е тој пат, а овој пат кој што го спомнавте вие, некако е вистинскиот пат на вербата и на добрите дела. Кажете ми, кои се условите за пациент на хемодиализа да се најде на листа на чекање за трансплантација, и во Сдруженијето Нефрон сега минатиот четврток кажа дека на листата моментално има 150 пациенти, но дека реалната листа е многу поголема. Каква е ситуацијата во пракса тука? Не постојат некои услови кои што би ги спречиле пациентите или од било која страна да бидат дел од листата на чекање за кадаверична трансплантација. Нормално постојат протоколи според кои што ние лекарите работиме, кои што опфаќаат дел од апсолутни или релативни контраиндикации за упатување на пациентот или ставање на пациентот на листата за кадаверична трансплантација. Во нашата болница секако тоа е со волја пред се на самиот пациент. Еден добар процент на младите пациенти се веќе на таа листа за чекање за кадаверична трансплантација. Сите тие претходно се иследени од наша страна. Дел од испитувањата се прават во нашиот регион, дел од испитувањата предтрансплантацијски се прават на терциерно ниво на клиниките во Скопје, вклучувајќи ги одредени снимања, ХЛ типизацијата која што е многу важна за подготовка на овие пациенти во моментот кога би се обезбедил орган за трансплантација, односно бубрек за трансплантација. Од апсолутните контраиндикации за да не се најде некој пациент на листата за чекање се прогресивните малигни болести, некои генетски форми на заболувања кои што би се пренеле евентуално на трансплантираниот бубрек, и на другите контраиндикации се релативни контраиндикации, значи пациентот треба во моментот да нема активна инфекција или да е во добра, да речем, една кондиција. Такви се 90% од нашите пациенти, така да мислам дека работиме добро во тој правец и се повеќе и повеќе овој број на пациенти е променлив. Значи, ако е сега 150, истиот има тенденција на зголемување на листата на чекање на тие пациенти, а и од друга страна покажавме во клиниката за урологија и тимот за трансплантација дека во последниве години имаме зголемување на бројот на кадаверични трансплантации на органи за бубрезија и за срце и хепар. Така. Бранкица, вие имате 31 година, пациент сте на хемодиализа
5 години. Кажете ми какво е вашето искуство во Струшкиот завод за нефрологија? Таму сте 3 пати неделно по 4 часа, што е многу време. Најнапред фала за поканата, ви благодарам многу. Иначе да, точно така, пациент на хемодиализа сум 5 години, а во Центарот за нефрологија сум пациент повеќе од 15 години. Тоа е веќе повеќе од доволно за да можам да заклучам дека таму работи стручен и посветен тим и докторите и сестрите се соживуваат со сето она ништо минувам. Лекарскиот тим ми е постојано достапен, не ми се случило да ми се потребни, а да ги нема. Хемодиализата се одвива со медицинските сестри, со нив сум како семејство. Поддршката од медицинските лица е многу важна за мене. 3 пати неделно по 4 часа е многу време. Доволно е тешко. Замислете како би било плюс човек да има негативно искуство во болницата. Да, навистина е убаво што имаш позитивно искуство таму, затоа што поминуваш доста време. Сега, вие сте многу позитивен пример затоа што не се откажувате, го сакате животот и сте мотивирана и покрај колку сурово и да звучи, тоа е живот на машини, вие успевате и да работите и тоа работа која што бара напор затоа што работите во 3 смени. Од каде ја црпите силата, затоа што од она што сум го разговарала со повеќе бубрежни болни, тие не работат и зависат практично од семејствата. Да, така е, работам во 3 смени. Силата ја црпам од самата себе и од моето најблиско семејство. Се трудам и сакам да функционирам како сите други луѓе. Диализата не ја гледам како пречка да го развивам тој став за да успеам. Ако зборуваме реално, тешко е и знае да биде исцрпувачки. Морам да имам соодветни примања за нормален живот. Колегите исто така многу ми излегуваат во пресрет и многу сум им благодарна. Се надевам дека еден ден ќе се трансплантирам. Тогаш би живеела како и сите други. Околу мене гледам луѓе кои немаат никаков здравствен проблем и знаат да бидат лути на животот. Сакам да им послужам како пример дека борбата е дел од животниот пат. За некого полесна, за некого потешка. Да, јас имав можност да ве запознам периодов и навистина понекогаш треба на сите други нас да ни падне срам кога не ни е денот, кога сме лути на животот, затоа што некако здраво за готово ги имаме сватено тие работи кога станува збор за здравието. Сега вие бевте трансплантирана од жив сроден дарител, односно добивте бубрек од вашата мајка, бевте практично спасена од диализа 10 години. Сега единствено решение за вас е трансплантација од починат донор. Имате ли надеж дека ќе се случи тоа наскоро? Би требало да бидете горем доста на таа листа според возраста? Така е, да, бев трансплантирана од мајка ми 10 години и јас сум човек во глобала што секогаш се надевам на подобро. Искрено се надевам дека тоа ќе се случи што поскоро и дека ќе почнам да функционирам нормално како и сите други. Листата е, како што кажа и докторката, не многу голема. Се надевам дека ние како помлади пациенти ќе имаме предност. Затоа што тоа би значило нов живот во вистинска смисла на зборот. Кажете ми за крај која е пораката која што ја испраќате до пациентите со хемодиализа. Пациентите на диализа се посебен вид на борци. Борци што се соочуваат секојдневно со предизвици како на диализа, така и во секојдневниот живот. Јас секогаш на сите пациенти им го кажувам истото. Никогаш да не се откажуваат, зашто диализата нас ни е дел од секојдневието и треба да сме благодарни што ја имаме. Моја мотивација е дека Господ ги дава најтешките битки на најјаките војници. Ние сме тие војници. Јас се надевам дека ќе имаме сосем друга приказна кога ќе дојдете во истиот овој состав за некое време и дека ќе зборуваме за успешна трансплантација. Ви благодарам многу и на двете што бевте денеска тука. Навистина верувам дека ќе имаме приказни со среќен крај и причини да ни бидете гости за убави епилози од сето ова. Ние ви благодариме. Ви благодариме. Така, тоа беа доктор Вангелка Ковачевска-Шавревска, субспецијалист нефролог во болницата за нефрологија Струга и Бранкица Размоска. Верувам дека ги прифативте пораките кои што ги испратија и за превенцијата и за сето она со што се борат пациентите на хемодиализа. Продолжуваме понатаму со супер музика на радио.